Прв пат во историјата на Романија, владеачката партија и изгласа недоверба на сопствената влада. Импичментот беше на иницијатива на социјалдемократите, а парламентот го изгласа со 241 за и 10 гласови против, по само 6 месеци на власт. Причината е поради внатрешниот судир на премиерот Сорин Гриндеану и партискиот лидер Ливију Драгнеа. Првиот го обвинува дека не сакал сам да се повлече од премиерската функција поради лошото работење и неспроведувањето на реформите. Вториот дека се обидува да ја приграби целата извршна власт. На гласањето во парламентот учествувале само две владеачки партии, социјалдемократите кои поднале предлог за гласање доверба на влада и либералите. Во барањето на владеачките партии до парламентот биле наведени 3 образложенија за гласање доверба на владата. Првата е дека премиерот владел во име на окултистичката и нелегитимна група, потоа дека не ги почитувал демократските правила и дека покажал незрелост и политичка неодговорност. Социјалдемократите го обвинуваат Гриндеану и за ненавремено спроведување на реформите во Романија, втората најсиромашна земја членка на Европската унија. Гриндеану, кој ги негира ваквите обвинувања, како главен виновник го посочи лидерот на социјалдемократите Ливију Драгнеа, за кој рече дека се обидувал да ја преземе во своји раце целата извршна власт. Како што пишуваат романските медиуми, Драгнеа претходно осудуван за корупција, барал од Гриндеану да ги олабави антикорупцијските закони и настојал да ја контролира владата, поради тоа што тој лично не сме да биде премиер. Освен тоа, против него се води судска постапка дека со измама е оштетил државата за 24.000 евра. Откако пратениците во законодавното тело изгласаа недоверба на владата, сега се очекува социјалдемократите и либералите да предложат нов премиер, кој ќе треба во рок од 10 дена да обезбеди поддршка од парламентот. Ова е втора криза со која се соочуваат социјалдемократите по убедливата победа на парламентарните избори во декември лани. Во февруари, земјата е потресоа масовни антивладини протести токму поради одлуката на владата да ги олабави антикорупцијските закони и да ослободи функционери обвинети за корупција.